Добар ден. Лагите и лицемерието на Никола Груевски и Никола Тодоров немаат крај. Последниве денови се растрчани низ државата и се расфрлаат со најави и ветувања за медицинска опрема и изградба на објекти во здравството. Но нели вистината е како шило? Ова се официјални документи од владата, кои што потврдуваат дека дуото Груевски и Тодоров лажат и дека нивниот интерес за здравството и здравјето на граѓаните е лажен и лицемерен. Наспроти нивните ветувања за наводни инвестиции во објекти и опрема во здравството во висина од 33 милиони евра, еве што всушност се случува. За побарана медицинска опрема на кардиологија, Министерството за финансии одговара да не се превземат активности кои создаваат нови обврски во буџетот на Република Македонија. За рентген служба во Кривогаштани, истиот одговор. Да не се превземаат активности кои создаваат нови буџетски обврски во буџетот на Република Македонија. За изградба на центар за хронични рани во Гертолошкиот завод 13 ноември во Скопје, истиот одговор. Да не се превземаат активности кои создаваат нови финансиски обврски во буџетот на Република Македонија. За реконструкција на општата болница во Струмица која што ја отвараа пред некој период. Истиот одговор. Да не се превземаат активности кои создаваат финансиски обврски во буџетот на Република Македонија. За изградба на амбуланта во Секирарци. Истиот одговор. Да не се превземаат активности кои создаваат нови финансиски обврски во буџетот. За пункт на итна помош во Идризово. Истиот одговор. Да не се превземаат активности кои создаваат финансиски обврски во буџетот на Македонија. За реконструкција на здравствениот дом во Валандово. Негативно мислење од Министерството за финансии. Ова е доказ за невиденото лицемерие на Груевски и Тодоров. Едно зборуваат во јавност, друго се случува во позадина. Ова е вистинското лице на неодговорната власт на Никола Груевски. Груевски и Тодоров не можат повеќе да ги лажат граѓаните. На 11 декември доаѓа одговорна влада, на која што еден од врвните приоритети ќе биде здравјето на луѓето во Република Македонија. Благодарам, повелете со прашање. Добро, господин Желегов, во недела најавите дека ќе ги објавите листите. Вчера вашиот претседател објави дека званично ќе бидат објавени во недела листите, носителите на кандидатските листи. Меѓутоа, денови излагаат имињата на носители. Дали е точно дека вашиот претседател ќе биде носител во шеска? Значи, вчера ви кажавме и во текот на изминатиот период, секогаш кога такви прашања поставувате, сите наводни информации кои што излегуваат во јавноста во врска со составот на листите или незините носители се шпекулации. Во тек е постапката и процедурата, јавноста на време ќе биде известена за сите поединечни решенија.